Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме на тема изгореници, но ќе ја офатиме и состојбата на повредените во големиот пожар во дискотеката во Кочани. Мој гостин и соговорник во студиото е научниот соработник доктор Маргарита Пенева, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија на истоимената клиника. Доктор Пенева, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар. Добар ден на сите гледачи на телевизија Сител. Мило ми е што сум денеска овде со вас. Така, доктор, кај изминатиот период неколку пациенти кои беа испратени на лекување во странство се вратија на клиниката по оној протокол од 24 часа на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Каква е нивната состојба и дали имаат потреба од некој дополнителен третман? Би сакала пред се да изразам длабоко сочувство до семејствата и пријателите на сите настрадани и сите повредени во големата трагедија во Кочани. Исто така би сакала да изразам почит кон сите мои колеги лекари, кон сиот медицински персонал, кон сиот технички персонал, кои што реагираа многу соодветно, многу брзо и благодари на нивната несебична работа, голем дел од животите беа спасени. Трагедии од вакви размери во земји кои што се многу поорганизирани и поразвиени од нас би имале страутни последици. Но токму како резултат на добрата триажа и добро донесените одлуки, голем дел, односно најголем дел од пациентите се движат кон оздравување. И како што рековте, дел од нив се веќе вратени во нашата земја. Овие пациенти има комбинирани повреди. Има изгореници на кожата, изгореници и на дишните органи. Што се однесува до изгорениците на кожата, тие пациенти се враќаат на клиниката за пластична хирургија. Дел од нив се враќаат во останатите болници во Скопје. Така. Овие што се враќа на клиниката за пластична хирургија, кај некој од нив лекувањето е целосно завршено, а кај некој од нив ќе има потреба од дополнителни хируршки процедури за тоа лекување да се донесе до крај. Но како што кажав, пациентите имаат и изгореници на дишните патишта и за рехабилитација на овие повреди одговорни се колегите интернисти, пред се пулмолозите, токсиколозите. И да не забораваме дека сите овие пациенти претрпеа голема психичка травма, така да тие имаат и ќе им биде потребна психолошка поддршка и на нив и на нивните семејства и таа обезбедена од клиниката за психијатрија. Така доаѓа во тој мултидисциплинарен пристап на третман, секако и одите заедно во тим, и вие и колегите интернисти кои ги споменавте, но и психијатрите пред се за проценка на состојбата. Кога споменавте дека лекувањето е завршено, во кој смисол на тие пациенти што се вратени е завршено лекувањето? Надворешно санирани се сите опекотини или изгореници, како се вели? Да, кај дел од пациентите реков дека лекувањето е завршено, односно изгорениците кај некои од нив биле поповршни и тие се целосно заздравени, а таму каде што биле подлабоки, направена е соодветна обработка на раните и трансплантирана е кожа. Така да во таа смисла нивото лекување е во моментов завршено, но лекувањето на изгорениците е комплексно, некогаш знаат да се јават лузни кои што и функционално можат да оптоварат и естетски, и за нивниот третман треба подолго време и тоа ќе следи во периодов кој е пред нас. Да, дополнително токму тоа и вашата специјалност ќе го фатиме и тој сегмент, но на почетокот ме интересира, навистина стануваше збор за трагедија со големи размери, околу 200 повредени лица, за жал 61 од нив веќе го загубија животот. Како успеавте, еве, како клиника да се организирате, бидејќи речиси сите повредени се здобиле со изгореници во тој катастрофален пожар во дискотеката? Вие бевте испратени да им
помогнете на колегите во градската општа болница 8 септември. Со какви повреди беа носени пациентите и пред се прво околу организацијата, бидејќи стануваше збор навистина за рани утрински часови со една дежурна екипа во склоп на клиниката од каде доаѓат? Да, ова е еден позитивен пример кога ние како држава соодветно изреагиравме многу промптно, многу адекватно. Тој 16 септември, март се извинувам, повеќето од нас бевме на своите работни места. Јас од мојата директорка бев испратена во градската општа болница 8 септември да им помогнам на колегите кои таму се вработени, кои се секако помалку бројни од нас. Интересно е да кажам дека таму беше присутен еден наш пензиониран колега, пластичен хирург, кој што доброволно се пријави да помогне. Пациентите доаѓа за секоја почит. За секоја почит. Исто така и колегите од приватната пракса се понудија да помогнат во целата таа ситуација. Пациентите, прво да кажам за колегите од болницата во Кочани и во Штип, дека беа одлично организирани, дека одлично првично ги згрижиле пациентите. Пациентите доаѓаа со болнички возила, тоа беа потешко повредените пациенти, кои што веднаш се хоспитализира и се продолжуваше со нивото лекување, но пациенти доаѓаа и со приватни возила, тие беа прегледувани во ургентните центри, средно тешките и тешките беа повторно хоспитализирани, полесните пациенти беа пуштани на домашно лекување. Така да можам да изразам на вистина почит за организацијата, почувајќи од Министерството на здравство и раководните органи. Бидејќи бевте на лице место токму во приемот, но и првичниот третман, каков третман им беше потребен првичен на повредените, кои еве конкретно да се осврнеме во ГОП 8 септември, каде бевте од раните утрински часови? Па како што ви кажав, сите повредени има комбинирани повреди. Значи повреди на кожата, изгореници на кожата, но има и повреди изгореници на дишните патишта. Кога имате изгореници на дишните патишта, тоа веднаш ве сместува во групата на пациенти со тешки изгореници. И тогаш акцентот се става на третманот пред се на овие изгореници. Така да пациентите за кои што се процени клинички со дополнителни исследувања дека имаат посериозни изгореници на дишните патишта, веднаш беа поставувани на машина за вештачко дишење. И им беше аплицирана соодветна терапија да можат тие повреди да се ублажат и понатаму да се санираат. Овие пациенти имаат овие повреди сте прилично болни, така да многу е значено во првите моменти пациентите да се обезболат и секако потоа да се продолжи со третманот на изгорениците, кој што подразбира обработка на изгорениците, преврска, но изгорениците ја оштетуваат кожата, која го представува најголемиот орган на човековото тело и која што представува бариера, која не штити од инфекции, која не штити од губиток на топлина, која не штити од губиток на течности. Кога е повредена кожата, повредени се и малите крвни садови во кожата и тогаш имаме губиток на течности во така наречениот трет простор, но и губиток на течности во надворешната средина. Така да во првиот третман на изгорениците многу е значено да се започне со надополнување на тој губиток на течности. Тоа е една од основните терапии во третманот на изгорениците. Хидратација е едноставно. Така е, да. Докторка, еве може да разјасниме сега што значи прв, втор и трет степен на изгореници? Како медицински се класифицира тоа и што е по дефиниција, еве да објасниме? Да, има 4 степени на изгореници. Не го спомнав намерно четвртиот степен, бидејќи тоа е навистина страшен, така да се изрази. Така е. Пред да почнем да објаснам за степените, сакам да кажам дека покрај длабочината на изгорениците многу е значена и површината на кожата која што е штетена. Значи ние секогаш се фаќаме само за длабочината на изгорениците, но пред се многу е значена и површината на оштетената кожа. Инаку изгорениците постојат 4 степени. Првиот степен е оштетување на најповршниот дел на кожата и тоа се оние изгореници со кои што се здобиваме во летните месеци. Така е. Од сонце пред се. Од сонце пред се. Тие се манифестираат со едно црвенило на кожата, со еден лесен оток.
и најчесто спонтано поминуваат за неколку дена. Не бараат некој посебен третман. Вториот степен на изгореници се карактеризира со појава на меори, були кои што се исполнети со бистра течност. Так. Тука веќе станува збор за едно посериозно оштетување на кожата. И во зависност од тоа колку е кожата оштетена, овие изгореници се делат на два подстепени, на поповршни и подлабоки изгореници од втор степен. Кај поповршните изгореници, нормално оштетувањето на кожата е помало. Така. И овие изгореници исто така спонтано можат да зараснат, односно раните кои што настануваат од овие изгореници спонтано зараснуваат за некои 15 на дена. Нормално дека зараснувањето зависи од повеќе фактори, меѓу другото од други заболувања кои што ги има пациентот, од неговата возраст. Општата состојба на пациентот. Така е. Што се однесува до подлабоките изгореници од втор степен, но оштетувањето на кожата тука е поголемо. И само делови од кожата се зачувани околу поликулите на влакната, околу изводните канали на потните на лојните жлезди, и тоа се местата од кои што кожата би можела да се возобнови. Меѓутоа, тоа возобновување на кожата би траело многу подолго во овој случај, 1 месец грубо кажано, некогаш и повеќе. И заздравувањето на кожата би одело со формирање на лузни кои што честопати се многу неубави. Не само естетски, тука можат да предизвикаат и функционални нарушувања. Ние стручно ги викаме хипертрофични лузни и келоиди. И токму за да се превенира сето тоа и да се забрза целиот процес на разраснување на овие изгореници, многу пати тие се третираат со трансплантирање на кожата. Следните изгореници, тоа се изгореници од третиот степен, каде што покрај кожата оштетени се ткивата под кожата, фасциите, мускулите. Тоа се многу сериозни изгореници. Наликува целата таа оштетена кожа на пергамент, бело е пребоена, сиво или кафено. Пепелесто, како се вели, да. Точно така, овдека во нивото лекување секогаш се прави трансплантација на кожа или други реконструктивни методи се користат за да се затворат тие рани. И четвртиот степен на изгореници, тој ги зафаќа некогаш и коските и практично тоа се е мртво, карбонифицирано и многу пати завршува со ампутација на делови од телото. Кога ја споменавте трансплантацијата, во кој случај се одлучувате и при какви околности да се направи трансплантација, односно пресадување на кожа, и бидејќи станува збор за континуиран процес, значи од неколку зафати, како првично медицински, односно хируршки ги третирате повредите, по некој распоред, редослед или на највиталните органи? Мислам, најфункционалните. За третманот на пациентите со изгореници? Така, да. Па третманот на пациентите со изгореници се состои од два дела. Значи, од третман со системска терапија, тоа што го споменав на почетокот, да се обезбоат пациентите, да се врши на дополнување на изгубените течности. И обработка на раните. Значи, зборам пред се за тој системски третман, значи би се состоел во тоа. Кога станува збор за изгореници кои што се поголеми, кои што запаќаат површина на телото поголема од 20-25 степени, веќе зборуваме за изгоретинска болест, кога самата изгореница, односно медиаторите кои што се ослободуваат од оштетените ткива, ги напаѓаат сите органи и системи, и тогаш мора да се делува со терапија да се на некој начин купираат штетата што е направена, да се реши. Така да тоа е во однос на тој системски третман на изгорениците. Покрај тој третман, односно паралелно со него, се оди на локален третман на изгорениците, кој што зависи од степенот на изгорените, тоа од длабочината на оштетената кожа и секако од површината на кожата која што е засегната, но зависи и од општата состојба на пациентот. Тој локален третман може да биде хируршки и нехируршки, значи конзервативно може да се третираат изгорениците, оперативно. Кога се третираат конзервативно, се оди со класични преврски, со обработка на раните, кој што оди последователно, постепено, секој ден.
но некогаш може да се направи и поагресивен дебридман, отстранување на тоа некротично ткиво и затворање на тие рани со кожни трансплантати или со вештачка кожа. Така. Тоа е во раниот третман на изгорениците. По подоцнежниот третман на изгорениците, раните кои што настануваат од изгореници секако се затвараат со трансплантирање на кожа. Но мора да биде стабилна состојбата на пациентот пред се. Да, кога се прави дефинитивното трансплантирање на кожа, да, тогаш треба да биде состојбата на пациентот стабилна. Така, докторка, кога говориме за трансплантација на кожа, да, споменавте и вештачка кожа, меѓутоа почесто се применува од сопствената кожа на пациентот. За каква интервенција станува збор? Колку време трае од прилика и кои се бенефитите, односно ефектите и резултатите? Во раната фаза на третманот на изгореници, некогаш во некои центри се користат графтови кои што се добиваат од банки за кожа и нивната цел во тој момент е да се затворат раните од изгорениците, за да се спречи навлегувањето на инфекцијата, за да се спречи губитокот на топлина и губитокот на течности. Значи, значењето на тие трансплантати во тој период е ова што го споменав. Како дефинитивен третман и затварање на раните на изгорениците, значи се прави таа трансплантација на кожа во подоцнежниот период и тоа е една интервенција едноставна, кога се зема тенок слој на кожа од друг дел на телото и се трансплантира, со неа се затвора раната која што е предизвикана од изгореницата. Значи, ние всушност на друго место на телото отвораме рана која што е многу поповршна од раната која што постои и очекуваме таа да зарасне за 7 до 10 дена и со кожата која што сме ја земале, ја затвараме раната од изгореницата. Кога изгорениците зафаќаат голем процент од површината на телото, значи честопати може да се нема доволно давачка регија. Во тој случај може кожата која што ќе се земе да се помине низ посебни уреди, апаратчиња, кога се прават отвори на кожата и таа станува како мрежа и со тоа незината површина се зголемува. Може да се зголеми дури до 5 пати, за да можеме што поголем дел од изгоретинската рана да ја покриеме. Исто така, оваа процедура на трансплантирање на кожа може да се повторува во повеќе наврати, нормално со временски периоди. На повеќе делови од телото, така. На повеќе делови од телото, но и во повеќе наврати, но чекаме да заздрави местото од каде што првично сме земале кожа, па потоа од таму повторно можеме да земаме кожа. Станува збор за долг и предизвикувачки процес пред се. Па да, лекувањето на изгорениците, особено на изгореници кои што се подлабоки и кои што опаќаат поголем процент од од површината на човекот тело, да нивото лекување е долготрајно. Така. Зошто се важни стерилните услови при ваков тип на повреди? Може би најважни. Па да, важни се многу. Веќе реков, значи кожата представува бариера која што штити од навлегување на бактерии кои што може да навлезат и подлабоко во циркулацијата и да предизвикаат сериозни состојби, меѓу другото и сепса. Токму затоа е многу значајно работењето во стерилни услови, бидејќи тие бактерии може да навлезат и од надворешната средина, но многу пати и бактериите кои што се нормално присутни на нашата кожа, во услови кога ни е намален имунитетот, како што е кога стануваат лоши бактерии, нели, стануваат опасни за нашето здравје. Така, тука ќе ги поканеме гледачите почитувани, доколку имате прашање за тема изгореници, односно третман на изгореници, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023-116-566. Моја гостинка и соговорничка денеска во емисијата е научниот соработник доктор Маргарита Пенева, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Пенева, ме интересира медицината постојано се унапредува, оди напред, да токму и специјалноста која работите. Дали покрај трансплантацијата постојат и некои други методи или начини на третман, или соматични клетки, или со плазма, например, за обновување на оштетена кожа при изгореници? Да, сега во подово време или регенеративната медицина, регенеративната хирургија зема се поголем замав, односно се поприсутна
Така да, како начин за заздравување на изгорениците може да се користи PRP-то или плазма богата со тромбоцити, кој што може да го забрза тој процес на заздравување. Исто така, плазмата богата со тромбоцити и воопшто масното ткиво од пациентот може да се користи и во третманот на лузните кои што настануваат како секвела од изгорениците. Така да тоа е едно ново поле во медицината кое што, како што кажав, станува се поприсутно. Се поприсутно, да. Како што рековме, медицината секојдневно оди напред и се унапредува. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. На телефон е Кристина од Тетово. Само малку ќе ги замолам колегите да го засилат звукот за да може подобро да се разбереме. Повелете, во програма сте, ве слушаме. На телефон е Кристина од Тетово. Кристина, добар ден. Добар ден. Прво да ја поздравам вашата емисија, вас и докторката. Ве слушаме, повелете. Сакам само да ја поздравам докторката и да ви кажам дека го имате најдобриот доктор моментално во емисијата. Јас сум нејзина пациентка од Тетово, Кристина мислам дека ме знае. И сакам да им посакам на болните што побрзо оздравување. Тоа е, само сакав да ве поздравам. Ви благодарам, Кристина, секое добро, да. Очигледно и докторката ве памети ако сте нејзина пациентка. Благодарам за убавите зборови и поздрав до Кристина. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Ваша редовна гледачка од Делчево, Зорка е на телефон. Добар ден, господи. Би сакала да изразам една голема благодарност на докторката и ќе дозволите во етерот да се слушне мојот глас за големата благодарност на сите здравствени работници ширум земјава и надвор од земјата, во сите болници во кои беа примани нашите млади пациенти кои што се најдоа на вистина за лекување со таква пожртвуваност, со таква приземност, со таква сигурност, со таква безбедност во нивните раце. Значи, тоа е за пример. Јас ке бев најсреќната личност на светот да не се случеше оваа трагедија. Меѓутоа, по трагедијата докажавме колку можеме ние да бидеме сите обединети, колку да можеме да бидеме вложени, да си помагаме едни на други, да бидеме емпатични, солидарни, емотивни, сето тоа. Меѓутоа, апелирам до целиот наш потенцијал здравствен, до сите луѓе во Македонија. Дајте да се сакаме. Без љубов ништо не можеме да се почитуваме едноставно. Љубовта е таа што не поврзува. Јас им благодарам на сите здравствени работници, бидејќи моето крепко здравје и мојот живот до овие 68 години што сум го дочекала е токму благодарение на нив. Ви благодариме и вам за јавувањето, и за вашиот став и коментар. Секое добро, господјо Зорка, да останете во добро здравје. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Се јавувам за син ми, има 3 години. Ми се изгори со топла вода, но не е клjuč врела на лицето и ме интересира дали ќе му остани флека. Така, останете на линија, ќе ве потпраша можеби докторката за каква е моменталната состојба со неколку прашања, за да ви даде одговори, препораки како да постапувате и каде да го однесете на третман доколку има потреба. Дали имаше појава на меури кога се изгоре? Или само црвенило? Дали се уште сте на линија, господјо? Да, црвенило е, се уште, но го мачкаме со еден гел. Неблагодарно е да се одговара без да го видите, што не е пригоден, и тоа сметам по ова што го кажува гледачката, дека веројатно нема да има никакви последици, затоа што треба да внимава во летниот период сега да не се изложува на сонце, односно да го штити од сонце и механички со употреба на
соодветни креми кои што ќе ги предложи педијатар. Да, доколку не поминува известно време за... Секако, таа оштетена кожа треба да се заштитува сега од штетните ултравиолетови зраци, значи секако мора да се заштитува и со употреба на соодветни креми со UV фактор и механички. Така. Ќе вклучим уште еден гледач пред да продолжиме околу заштитата од сонцето пред се, бидејќи тоа ни е дел од концептот во денешната емисија, но да дадеме предности на следниот гледач. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Се јавувам од Велес. Вие поздравувам емисијата. Убави, мислам, прашање и до докторката. Поздрав голем. Нејзин пациент сум, задоволна сум, оперирана сум пред 10 години на лева нога, над коленицата. Супер ми е раната, немам узни, баш најдобрата докторка. Поздрав до емисијата и поздрав до докторката. Ви благодарам да заубавите зборови за комплиментите. Секој добро поздрав. Болницата што се погрижија за пожарот во Кочки. Така е. Секој добро, господјо. Да, навистина е многу за вас конкретно лекарите најголем бенефит е пофалбата од пациентите, да. Така е. Докторка, да се вратиме на темата, еве имав можности да слушнеме, значи го мачкаат детето со крем. Предпоставувам дека е во консултација со лекар, меѓутоа многу граѓани вака при изгореници со топла вода или со од некој друг изгореници, некој друг тип, пробуваат сами да стануваат лекари со разни мелеми, креми. Читаме и доста од тие препарати се продаваат на интернет. Какви компликации можат или проблеми дополнителни да им предизвикаат пред се на нив, но и дополнителен проблем на вас лекарите кои потоа се потешко ќе ги лекувате тие лузни рани? Да, знаете, некогаш мелемите знаат и да помогнат. Да. Бидејќи се потекнува од природата, сите лекови се потекнуваат од билките во природа. Но да знаеме во што е состоен... Така. Да, но проблемот со мелемите е што не знаеме како се подготвувани, која е концентрацијата на состојките во нив и пациентите не знаат во кој временски период на третман на изгорениците соодветно да ги употребуваат. Така да неправилно потребуваните мелеми можат да доведат до инфекција на изгоретинските рани, може да доведат до дополнително оштетување на и така оштетената кожа и затоа ние никако не ги препорачуваме и не препорачуваме граѓаните сами на своја рака да ги користат. Еве, да се надополниме околу заштитата од штетните UV зраци, бидејќи еве, кај да е за месец и половина ќе имаме штетен UV 9-ка, дури некогаш и 10-ка. Да, кога треба да почне подготовката на кожата за овие пред се топли сончеви денови? Па ние генерално треба да се заштитуваме од сонцето. Значи дури во зимските месеци кога имаме сонце со помал интензитет, треба да употребуваме креми со заштитен фактор. Тој заштитен фактор треба да биде со повисок во летните месеци. Така. Исто така треба да и механички заштитиме од сонцето, значи со носење на облека со долги ракави, со носење на шапки, очила за сонце и така натаму. Бидејќи не станува збор само за изгорениците, кои што се резултат на штетното делување на UV зраците, многу поштетно е тоа хронично оптоварување на кожата со штетите UV зраци, кои што долгорочно може да доведе до појава на малигни заболувања. Така, тоа се... Како се вели кожата памети. Покотово кога се здобиваме со изгореници во детството, во младоста, тоа потоа како се рефлектира во подоцнежните години. Еве, доколку се случи изгореница од прв степен на кожата при сонце, при сончевите зраци, како да си помогнат без да си наштетат граѓаните во првиот момент? Па, за изгореница и од прв степен и за изгореница од втор степен, која што е со помал процент, кога пациентот е во добра кондиција да може да си помогне, основно е ладење. Значи да се стави тој поведен дел од телото под ладна вода во време траење од некаде 20 минути. Но таа вода не треба исто така да биде многу ладна, зашто ако е многу ладна водата, повторно може да ја оштети веќе таа оштетена кожа.
Така тоа би било првата помош и потоа секако со изгореници од втор степен убаво и пациентите да се јават кај лекар на преглед. Да, но често слушаме и дури народски лекови или третмани, да ги речеме, со ладни облоги од млечни производи и така, значи тоа дополнително може да ја смири кожата. Може да ја смири, да, затоа што веќе ви кажав како дел од првата помош во тие моменти употреба на ладна вода. Да. И ладни млечни производи нема да направат голема штета. Колку често треба тоа да се повторува на половина час, на Па како прва помош ќе се направи еден третман и потоа, кој е изгореницата од втор степен, веќе треба да се јави пациентот кај лекар за проценка на изгореницата и за понатамошен третман. Така, докторка, еве, што е важно за успешен третман на изгореници? Ви неколку пати споменавме дека тоа е навистина долг и исцрпувачки процес не само за самите пациенти, туку и за вас, лекарите, кои се грижите за пациентите, значи да има што помалку лузни и пациентот и неговите најблиски да бидат што позадоволни од самиот третман. Да, веќе неколку пати напоменав дека многу е значајно кој е степенот на оштетување на кожата, односно длабочината на изгореницата и екстензитетот, односно кој процент од човековото тело е зафатен со изгореницата. Многу е значаен иницијалниот третман, значи почетниот третман, во однос на дополна на течности, на изгубени течности, бидејќи при адекватна дополна на изгубените течности, таа помага дел од изгорениците да не се продлабочат, значи да не отидат во подлабок степен. Така, тоа е многу значајно. Многу значајно е да се спречи појавата на инфекција и секако соодветно следење на пациентот и приведење на чекори во различни... Колку инфекциите ви го отежнуваат вашиот дел од третманот, конкретно на вас специјалистите по пластична и реконструктивна хирургија? Значи, кога има инфекција, нема чепкање или нема третирање на пациентите, така? Не, има напротив, кога има инфекција, тие треба да се третираат, да се преземаат соодветни мерки, значи се добиваат антибиотици, се и локално се обработуваат раните. Не мислам во смисол на хируршки интервенции. За трансплантација и слично. Па трансплантација на кожа тогаш не може да се прави, но и тоа може да се прават други типови на хируршки интервенции во тој момент. Така да го отежнуваат лекувањето, меѓутоа затоа и учиме за да се справиме со голем дел од тие инфекции. Доктор Пенева, навистина ви благодарам што бевте дел од денешното издание на Добриот доктор за искуството и советите кои ги споделивте со нашите гледачи. Ви посакувам успешна работа и пред се успешен третман, понатамошен третман на сите оние пациенти кои, дај Боже, живи и здрави да се вратат и да што помалку работа да имате со нив на клиниката за пластична хирургија. Да им посакаме на пациентите успешно оздравување и опоравување. На сите нам да сме во добро здравје, да можеме да си помагаме едни со други и благодарам за поканата, ми беше задоволство. Се гледаме и во друга прилика на некоја друга тема од областа на пластичната и реконструктивната хирургија и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Секако. Да, почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А во утрешната емисија ќе говориме за родителство во современ начин на живот, една тема од областа на детската психологија. Во меѓувреме останете со програмата на Сител. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!